Почитувани представници на медиумите, денес ја одбележуваме годишнината од смртта на Гоце Делчев, најголемиот македонски револуционер, човекот кој што се бореше за слобода, правда и рамноправност на сите. За жал денес неговото име се злоупотребува од страна ВМРО организација која се представува како негов наследник, а всушност е само една криминална група предводена од шефот на мафијата Христијан Мицковски. Гоце Делчев се бореше против неправда и тугинска власт. Денешното ВМРО се бори за тендери, заштита на криминалци и за бугарски пасоши во џебовите. Гоце Делчев се бореше за слободна и праведна Македонија. Денешното ВМРО ја претвори државата во плен, а граѓаните заложници на својата корупција и власт. Ако Гоце Делчев денес беше жив, би се срамел од оние што се повикуваат на неговото име, додека уништуваат се за што тој се бореше. Тој лично би се борел против Мицковски, против оваа денешна криминална група ВМРО и се она што тие го представуваат. Ние, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ја чествуваме годишнината од смртта на великанот Гоце Делчев со длабока почит по неговата идеја слободна и праведна Македонија. По чест на борбата на Гоце Делчев, на граѓаните им порачуваме. Наскоро доаѓа времето на правда и одговорност и некои подобри времења идеали за кои се бореше Гоце Делчев. Продолжуваме заедно во својата заедничка борба, заедно со граѓаните, за враќање власта во рацете на народот, за демократска и европска Македонија, праведна и слободна земја, таква каква сакаше Гоце Делчев. Благодарам. Господине Филипче, во однос на тоа дека Гоце Делчев постојано се злоупотребува за политички цели во односите помеѓу Македонија и Бугарија и тоа е камен на стапнување во преговорите за ние да напредуваме по него. Како може да се надмине сето тоа од друг аспект сега гледано од ваша страна како опозиција? Гледайте. И дали може би грешките од минатото доведоа до ваквата ситуација сега? Добро, гледайте, кога се повикувате на некакви грешки или кога кажуваме дека нешто е камен на стапнување, треба да знаеме зашто точно зборува. Бугарија го негира нашиот идентитет и Гоце Делчев нормално. Добро, ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ниту пак нешто е направено во време на владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со цел и резултат да се загрози нашиот национален идентитет. Ние имаме една работа и се знае кој е патот напред и што треба да се направи со цел вистински да започнат реформите и со цел вистински да практично продолжи патот на евроинтеграција. А тоа се уставните измени. И со уставните измени со кои што ќе се стават во уставот бугарите, хрватите и така натаму, ама буквално ништо не е загрозено. Лага е на ВМРО ДПМН, на Христијан Мицковски, тоа што го кажува. Зошто? Поради тоа што не сака земјава да оди напред во Европа, не сака вистински реформи, сака да го контролира судството, да поставува своји партиски суди и обвинители, да ги партизира сите институции, не сака тука да дојде европско обвинителство, да има независни обвинители, затоа што така ќе треба да одговараат прво луѓето околу него, а потоа и тој самиот. Така да очигледно е, јасно е што треба да се направи, најави Христијан Мицковски дека до јуни ќе сме направили некаков прогрес. Каков прогрес ќе направиме? Човекот кој што 2 години ништо не направи, сега ќе ги спровел сите реформи до крајот на јуни. Ќе ги направи ли уставните измени? Да, но го прашавте ли дали ќе ги направи уставните измени со цел ние навистина да бидеме како што тој кажува рамо до рамо со Црна Гора. Поради тоа што јасно е што треба да се направи. За жал, констатација наша е на целокупната јавност дека со цел да продолжи оваа неконтролирана плячка на народните пари, оваа власт нема буквално ништо да направи на патот кон Европа. Но извинете да се надопунам, факт е дека не се само уставните измени. Знаеме дека Бугарија бара промена на учебниците и така натаму, вели дека Гоце Делчев е бугарин, дека ние постоиме од 44-та година и така натаму. Јазикот го оспоруваат, современ јазик. Не е дека не го оспоруваат идентитетот, значи тие велат ние не постоиме како македонци. Во тој поглед зборувам, не за политички обвинувања кој е крив, дали ВМРО да помне или СДСМ. Можеби и цела држава како држава е виновна за сето ова.
Воопшто не го разбирам како идентификување на некаков кривец и се сложувам дека можеби треба да се постапи така како што предложивме пред неколку месеци, а тоа е да подпишеме заедничката резолуција за заедничките национални црвени линии. Резолуцијата која што напишавме, јас лично учествував во нејзино пишување, ја доставив пред локалните избори до сите политички партии, ниту една партија не одговори. Ама ниту една. Од ВМРО ДПМН не очекуваме да одговора. Што пишуваше во таа резолуција? Во таа резолуција пишуваше да се направат уставните измени, да се почне преговарањето по поглавја, да стигнат посакуваните толку и потребни финансиски средства, кохезиони фондови, структурни фондови, секакви фондови од Европска унија, со што ќе почнеме да го заекнуваме нашиот систем, да почне луѓето и да почувствуваат некаков бенефит, така како што со децении очекуваат. Тоа е нашата стратешка цел. А при тоа сите да се согласиме. Тоа јасно го пише во резолуцијата, ја прочитајте ја, дека ние за јазикот, за идентитетот, за културата, за било која идентитетска одредница, ние не преговараме. И така прави сериозна држава. И затоа го дававме ние тој предлог, за жал нема одговор. Две прашања само да ви поставам. Едното е баш ова што го споменавте, премиерот Мицкоски кажа дека Бугарија нема да го промени ставот во Македонија, дури очекува поригорозен став, а за тоа обвинува опозицијата. И второто прашање е како ја коментирате изјавата околу Гоце Делчев на вашиот сопартиец Рубин Земон и каде го позиционираше во историјата и неговата важност. Да добрзам на второто прашање, зашто јавно не се оградивте тоа, бидејќи пратеничката Славјанка Петровска го направи. Добро, во однос на првото прашање, гледайте, премиерот креира непријатели. Тоа се вештачки непријатели кои што тој ги прави. За да не се направи тоа што треба. Да не се направи чекор, од кој што еве сите се согласуваат дека нема никаков ризик. Кој е ризикот од уставните измени? Зошто креира вештачки непријатели? Грците, бугарите и така натаму. Ама тоа е начинот на кој што човекот владее. Со својата пропаганда, своите лажни вести, по принципот на Гебелс, обвини ги противниците за тоа што ти самиот го правиш. Или направи таква пропаганда, таква подела на граѓаните, патриоти, предавници, и ти си спасителот. А всушност ништо не се прави. За да може да плячкаат со мала група на луѓе у позадина. Тоа е суштината на тоа што се случува. Бугарите не се непријатели. Бугарите не се непријатели. Јасно е зашто ние не преговараме. А јасно е, на кој не му е јасно тоа. На сите кои што тука живеат, македонци, албанци, турци, за тоа не се преговара. Тоа се измислени непријатели. И тоа е лажната пропаганда со која што владее Христијан. Како дојде на власт? Ке менуваше преговарачката рамка. Не е заинтересиран човекот за тоа. Ке имаше одложено дејство на уставните измени. Сите му кажа и претходно дека не може. Ке се бори за македонците у Бугарија. Не го интересираат македонците тука у Македонија, па за македонците у Бугарија ке се борел човекот. На крај памет не му паѓаат. Само неговиот джеб го интересира. Тоа е суштината. И во однос на изјавата, човекот се огради. Веднаш после реакцијата на јавноста. Иако него направеше тоа, апсолутно јас ке се оградев. Нема дилема. Ние сите во СДСМ го делиме истото мислење какво е значењето и големината на Гоце Делчев. И тука апсолутно нема никаква разлика, ама тоа што и на тоа власта стави фокус изминатите денови е само поради тоа што нема одговор на главните прашања. Немаат одговор тие и затоа се занимаваат со измислени непријатели. Нема одговор како може долго да порасна за 2 милиарди евра. Нови, во изминатите 2 години. А граѓаните не виделе никаков бенефит. Како и зошто не растат платите? Христијан нема одговор зашто тоа не стандардот на граѓаните. Зашто растат цените? 4000 денари е порасната потрошувачката кошничка. Нови 700 милиони евра се земени сега пред недела 2. Христијан нема одговор дали ќе имаме ни европско судство со независни обвинители или ќе продолжи вака со негови партиски за да се заштити себе си и својата група на луѓе. Христијан нема одговор дали ќе ги стави бугарите во уставот. Кога најавува дека во јуни ќе ги исполниме реформите. Не одговара дали ќе го апси Никола Груевски и ќе го бара. Он не одговара на тоа, на главните прашања. Но се е спин, се е дефокус и само една работа, ќе се вратам на Гоце Делчев, да беше жив, сигурно ќе се бореше против оваа криминална група на власт, начело со лажниот патриот и шеф на таа криминална група, Христијан Мицкоски. Добро, тоа што спомнавте пред малку за не верувате дека не одговара дека ќе го вратат Никола Груевски, вие очекувате ли негова екстрадиција, затоа што навистина не се јасни одговорите на владата како ќе постапи? Па токму тоа ви кажам. Зашто се контрадикторни? Затоа што сакаат да замачкаат приказната. Што очекувате вие?
Јас очекувам како секоја сериозна држава, за жал таква власт не може да биде сериозна и да води сериозна држава, и тоа секој не го гледаме. Тоа граѓаните го чувствуваат. Да постапи така како што треба. Да побаре екстрадиција, посебно после најавата на новиот унгарски пример дека бегалци и криминалци нема да чува во земјата, што е пример како се враќа демократија во земјата. Пазите, пример. Европа го признава тоа. Тоа треба да направи владата. Господине Филипче, дел од порталите, но и веќе кој што вели и ВМРО, помене излегува со информации дека првомајските празници сте ги поминале во Рим. Дали тоа беше приватно ваше патување или пак беше службено патување? Дали бевте таму да се сретнете со некои од сестринските партии да разговарате за иднината на Македонија или пак беше приватна прошетка како си поминавте, убаво беше времето, имавте нешто плодно да ни понудите од таму? Гледате, гледав реакцијата на ВМРО ДПМН во контекст на тоа дека немаат одговори на вистинските прашања. И јас немам обврска да дам одчет на криминалци, бандити и лопови кои што крадат буџетот на граѓаните за своји приватни цели. Јас не трошам државни ресурси кога идам на патување. Јас не одам со владениот авион кој знае колку пати во Будимпешта за причини за кои што наскоро ќе станат многу јасни, ќе бидат многу интересни за јавност. Ја не одам со владениот авион скришно во Белград. Ја не одам со владениот авион на плажа во Сплит. И тој систем, таа пропаганда, Гебелсова, која што е имитација на истото тоа, кој што го правеше Никола Груевски, со цел да се дефокусира јавноста и да не се одговори на главните прашања, да знаат тие кои што контролираат тој систем на ширење лажни вести и системот кој што не им дозволува на граѓаните да стигнат до вистината, дека ќе го укинеме. И доаѓа време на правда и на одговорност. Кога веќе повикувате на полуинформации и не давање на јасни одговори, ева сега ви имате можност да не дадете одговори. Добре, ви одговорив. Повелите. Фала ви многу. Фала. Поздрав на сите.